И добре дојдовте во вториот дел од патувањето низ Тиквешијата. Во последниот дел стигнавме од Битола до Тиквешко езеро, а во овој дел од Тиквешко езеро ќе одиме до селото Мрежичко и со тоа ќе го возиме Тиквешко Мариово пределот. Но не се враќаме до селото Возарци, туку веднаш само продолжуваме покрај браната право нагоре. И тука е малце неочекувано неасфалтиран пат. Не е кој знае колку долго, ама е неасфалтирана, тоа што е асфалтирано е уништено со премногу дупки. А има премногу куќи наоколу, стварно е чудо како луѓето идат, како имаат живци да идат до тука по ваков пат. Се надевам дека ќе му го асфалтират во иднина. Се движиме фактички некако покрај езерото Тиквешко и одиме за Кавадарци. А околу нас гледаме премногу лозја, нели Тиквешијата е позната по виното, а виното се добива од грозјето, па затоа има и толку лозја. Прекрасна гледка и лево и десно од патот. Ој вино, вино, кој си има мака, тебе те сака. Кој те тебе љуби, без тебе се губи, а кој те пие, навечер в грмушки спие. И сега се наоѓаме веќе во градот Кавадарци, низ кој треба да поминиме за да стигнеме до Тиквешко Мариово. И овде го следиме GPS-от, односно Google Maps, кој како што гледате не носи низ некои уличиња тесни. Се надеваме дека ќе успееме да се снајдиме. И сега се наоѓаме на излезот од Кавадарци, фактички во селото Ваташа. Како што можете и вие и јас да видиме од лева страна, прекрасно средено село, многу добар кеј по оваа река, не знам која е. Фино изградено, патот убав. Сега проблем е легнати полицајци сегде има низ село Кавадаречко во бојан асфалт и не се заприметливи. Ама што да правиме, тоа е тоа, береќат што воопшто ги има мислеле на луѓето. И сега тука веќе излеговме од Кавадарци од градот, сега веќе почнуваме да возиме на отворено. И тука по овој пат ќе има едно многу убаво местенце по пат, останува да видите која е, мислам дека многу ќе ви се допадне. Јас сосем случајно не мислев дека е таму, по патот одам, гледам лево преубаво нешто, значи ќе видите и самите. И продолжуваме со возење. И додека се возиме на отворено, морам да ја пофалам општина Кавадарци за тоа што патиштата се стварно преубај. Нови се асфалтирани, се гледа сите мазни, убај за мерак, не штеделе на асфалт. Стварно секоја му чест. Патот е посебно преубав за возење со мотор, му препорачувам на секој што има мотор да дојди. Интересен е многу затоа што е убав, мазен, има кривини, навалвање на моторова, на едно друго, забрзвање, забавување, му дава динамика на возењето малце.
А ако се сеќавате, преќе ви реков дека по овој пат има едно убаво местенце кој случајно го видов по патот. Па сега наближуваме кај тоа местенце, ова е тоа. Всушност го заминав, случајно го видов од лева страна, па се вратив назад пак. Ама за жал не стигнав, многу снимки не направив, тука не снимив, ама мислам дека доволно се гледа колку е убаво. Сега еден проблем има тука што камерата бубачка ми ја мана а јас не заприметив во тој момент кога се снимаше ова и како што гледате матна е снимката. И тука сме веќе после селото Мрежичко, фактички негде помеѓу селата Мрежичко и Мајден. Патот до Мрежичко беше асфалтиран, убав се за мерак за возење. Од Мрежичко сега натаму како што гледате никаков, со дупки многу, стар се гледа, ама нема да дојме до крај до Мајден или до рудникот Алшар, поради немање на време треба да се враќаме назад. И само ќе одиме до негде и се враќаме назад. А со тоа ќе стигнеме и до при крај негде на ова видео за денес. Фала што го гледавте, ако го немате првиот дел, гледајте го Тиквешко езеро. Се најубав поздрав.